Задоволството е уште поголемо кога ќе се земе книгата в рака. Мирисот на хартија и убавиот пишан збор се чини дека никогаш нема да излезат од мода. Колку ние, како нација, сакаме да читаме, колку ги посетуваме градските библиотеки кои што ги имаме низ Републикава, колку сакаме да разменуваме искуства во однос на пишаниот збор, но и кои се тековните активности на градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. Ова утро ќе разговарам со директорката Снежана Стојчевска. Снежана, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и добре дојдовте во нашата градска библиотека. Ви благодарам секако на гостопримството. Секогаш е пријатно да се биде во друштво на волку убави книги, односно во друштво на изобилие од книги. Споменав во најавата за тоа колку сакаме ние македонците да читаме, колку како нација сме читачи. Морам да кажам дека библиотеката е многу посетена. Имаме читатели кои се редовни и ги читаат книгите, ја посетуваат библиотеката и активностите во неа. По периодот на корона се покажува пораст на читателската публика и се надевам дека тоа ќе оди само во нагорна линија. Така, она што е тековно и продолжува од минатата година е секако посветеноста односно на кампањата Читаме македонски автори. Продолжува и оваа година. Како дојдовте до идејата можеби за почетокот на оваа кампања која што се чинам дека започна негде на средината на минатата година? Токму така, кампањата ја започнавме во септември. Идејата беше да се застапат македонските автори, да се запознаат читателите со нив, да се приближат до читателите преку тие средби со авторите. Значи, кампањата се состои од неколку етапи. На почетокот на месецот библиотеката предлага книга на месецот. На почетокот на месецот имаме разговор со авторот. И на крајот на месецот имаме клуб на читатели кој е од неформален карактер, каде што читателите доаѓаат и меѓусебно ги разменуваат искуствата и доживувањето за книгата што ја прочитала. Да, и сме токму на почетокот на еден нов месец, кој ќе биде авторот на месецот, на овој месец февруари, вториот месец во годината, и со кое дело? Огромно задоволство и чест ни е да го представиме авторот на месец февруари. Тоа е Александар Русјаков со книгата Хотел меѓу две војни. Тоа е еден прекрасен роман кој е добитник на наградата Пегас и на Рациново признание и сега е моментално во трка за роман на годината. Романот е многу возбудлив, инспириран е од вистинска приказна за Кемал Ататурк и Елени Каринте и од тука авторот си поигрува оди во фикција, метафикција, на граница помеѓу сонот и јавето и е навистина прекрасен, забавен роман кој од срце го препорачувам на читателите. Така, кога е предвидено? Разговорот со Алек е предвиден со Александар на 7 февруари во 17 часот тука во спомен собата. И ги поканувам читателите и слушателите да дојдат и да го проследат. Настанот е од отворен карактер, значи секој може да дојде, влезот е бесплатен. Да ја продолжувате Снежана оваа кампања од минатата година, дали тоа значи дека ќе биде тенденција и во текот на целова 2023 година да представувате роман на годината, односно роман на месецот и автор на месецот, предложени секако од градската библиотека Браќа Миладиновци? Значи, првиот циклус беше од септември до декември, па имавме во јануар една пауза, сега повторно почнувавме од февруар до мај, потоа преку летните месеци ќе имаме пауза, за од септември повторно да се повторува. Тој циклус се надевам и во иднина. Вие ја предлагате книгата, која што ќе биде автор или соавтор на месецот, но има ли жири комисија кој одлучува кој ќе биде овој месец
како оди одлучувањето нели? Ќе се формира жири комисија за изборот на книгите за следната година. Годинава изборот се правеше бидејќи беше поврзан со откупот. Значи најпрво книгата мора да е достапна во библиотеките за читателите да можат да ја изнемат, така што овој избор на книги го правев во директна комуникација со издавачите. Значи секој издавач е застапен во еден месец. Значи не е само застапен или книга од македонска, книгата, авторот и издавачката куќа, така да има некоја еднаква застапеност и овие книги беа договарани во согласност и со авторите и со издавачите. Така, велите, градската библиотека Браќа Милодиновци е посетена, но која е популацијата која што најчесто доаѓа и сака да чита и да разменува книги од библиотеката? Па, имаме од различни генерации читатели, од најмладите читатели кои изнемуваат лектирни изданија, па потоа од повозрастните и морам да кажам дека повеќе читаат жените. Таа е некоја статистика дека жените повеќе читаат, меѓутоа сега нашата тенденција е да ги привлечеме младите. Токму и овие настани што ги организираме и кампањата, како и едукативните работилници што планираме да ги правиме во 2023, кои ќе бидат наменети за средношколци и студенти, како и работилници за најмладата популација во детскиот креативен центар што го имаме во Другарча. Тие се наменети токму кон младите за да се гради идната публика. Така, но што сакаат да читаат оние кои што ја посетуваат библиотеката и земаат книги дели за да ја прочитаат? Кои автори можеби се почитани или па какви дела најмногу се земаат од библиотеката? Мислам тоа е тоа што е популарно. Популарни се бестселерите и љубовните романи, трилерите, крими романите се сега доста популарни, актуелни. Убаво е да се спомне дека тука имаме и британски оддел, значи оддел со англиска литература. Тоа е исто интересно за младите и можат да го посетат. Така, Снежана, ти Иве како личност која што долго време се занимава со културата и секако дел од книжевноста во Македонија, дали можеби сметаш дека повеќе сега луѓето сакаат да читаат онлайн и дека книгите кои што се онлайн се подостапни отколку овие кои што се печатени? Можеби тоа повторно ќе речам во помладата генерација. Ние што сме од постарата генерација сме научени на физички да земеме книгата в раце, да ја помирисаме, да почувствуваме целата таа церемонија околу книгата, додека младите се повеќе со екраните и тие се научени да читаат и да слушаат аудиокниги многу. Меѓутоа сепак мислам дека животот на книгата е долговечен, така да ќе остане да опстои книгата, со тоа што во иднина полека, иако кај нас поспоро, ќе се истиснува на сметка на електронските изданија. Така, оно што продолжува од минатата година е секако оваа кампања која што ќе имате во текот на цела оваа година. На почетокот сме на една нова година, веќе на вториот месец од годината, но што предвидува, каков е вашиот годишен план за оваа година? Какви се активности ќе има во градската библиотека? Значи, како што напоминавме, основна програма или основен проект ни е кампањата Читаме современи македонски автори и овие настани кои одат пропратно со оваа кампања. Меѓутоа, покрај ова ги спомнав едукативните работилници. Тоа ќе бидат работилници за креативно пишување, за пишување сценарио, драмски текст, новинарски текст, книжевна критика, драма и така натака. За најмладите се работилниците споени со читачки интерактивни читања, каде што авторот им чита на децата, па тие цртаат или интерпретираат делови од сликовниците и книгите. Меѓутоа се планира да се објави конкурс
во кој што автори ќе можат да се пријават за да прават промоција во просториите на градската библиотека. Меѓутоа, за тоа чекаме најпрво да излезат резултатите од конкурсот, за да знаат кои автори нели добиле средства за издавање на книга годинава, за да можат да конкурираат. Покрај тоа планираме и трибини на кои ќе се разговара за книжевни теми, за теми поврзани со библиотеката, со библиотекарството и тоа е. Така, Снежана, ти како прва жена дама на една ваква установа која што е како од големо значење за културата во една земја, што мислиш дека како треба да се одвлечат младите од технологијата, од постојаното седење на социјалните мрежи и поминување време таму, покрај мобилните и таблетите, да посветуваат повеќе време на книгата и на пишаниот збор и секако да учествуваат повеќе во културни манифестации. Па треба да им се даде простори самите да организираат и да прават некои настани, да учествуваат, да им се даде простор. Тоа што го планираме за следната година е реновирање на детскиот оддел и во склопот на детскиот оддел планираме да направиме и младинско каче, како и каче за луѓе со оштетен вид, значи кратковиди и слепи и дислексични. Така да тука би имало повеќе можност на различни категории луѓе да користат библиотеката, а за младите да се привлечат покрај простор треба да им се даде и квалитетна понуда на тоа што е за нив актуелно и привлечно, за потоа да им се понуди тоа што ние би сметале како културна политика дека би требало да се чита. Да. И за крај би те прашала само дали можеби се читаат повеќе македонски автори или пак странски автори? Па се подобрува трендот, меѓутоа се уште стои тоа дека повеќе се читаат странските автори, за жал, затоа што сметам дека македонските автори рамо до рамо можат да се водат со светските автори, дури некои романи се и подобри, меѓутоа знаете како секој читател треба да си ја пронајде својата книга што би сакал да чита во моментот или што би му легнала. Не е секој човек секогаш спремен за некоја книга да ја чита. И тоа е некое препознавање што за мене е некој вид на магија, кога вистинската книга што ти е потребна ќе ти падне во рацете. Тука е и важна и улогата на библиотекарите. И така, кога ќе се создаде таа конекција со книгата, потоа таа глад за нова книга, за следна книга продолжува и тоа истражување и растење како читател е едно преубаво патување и од срце им го препорачувам на сите, бидејќи кога читате книга не можете да бидете осамени, не можете да ви биде здодевно, тоа е навистина квалитетно поминато време, бидејќи на тој начин вложувате во себе нешто што ќе ви помогне и да го збогатите речникот, и да ги збогатите видувањата, светогледот и духовно да пораснете. Така, Снежана, навистина ќе ти се благодарам за одвоеното време и за гостопримството кое што го имавме токму овде во градската библиотека Браќа Миладиновци, односно токму во спомен собата. Благодарам и ве поканувам на 7 да дојдете и да го проследите разговорот со Александар Русијаков. Така, со задоволство. Вам, почитувани гледачи, секако ќе ве потикнеме и ве доколку удавна можеби не сте прочитале некоја нова книга или пак не сте посетиле градската библиотека, можете да си се зачлените секако и да си ги читате сите нови книги кои што излегуваат како од македонските автори, така и од странските автори, затоа што нема ништо поубаво од она задоволство кога ќе прочитате добра книга и убав пишан збор.